Ви благодарам, господине председавач. Почитувана министерке, не случајно толку многу го образлагав амандманот, без само она сувопарно читање на образложението што стои во амандманот. Предпоставував дека вашиот одговор ќе биде таков, но не се надевав дека нема да дадете барем два аргументи зошто го одбивате амандманот, бидејќи се работи навистина за решавање на еден суштинствен проблем. Значи, во тој дел или во таа сообраќајница што е сега, обична улица која што оди кон Визбегово, од Момин поток до Визбегово, дневно е сериозна фреквенцијата на возила, како на возила кои што ги користат граѓаните, така и возила транспортни кои што се обраќаат во тој дел на градот Скопје. Огромна е фреквенцијата. Има голем број граѓани кои што гравитираат кон обиколницата и огромен број на транспортери кои што не само до обиколницата, туку го продолжуваат својот пат кон Република Косово. И така само со една реченица амандманот се одбива, мислам дека ставаме доза на сериозна несериозност кога се работи за потребите на стопанствениците од индустријската зона Визбегово. Јас ве замолувам, ако веќе вие го одбивте, ги замолувам, тоест колегите пратеници од мнозинството, да влијаат на одлуката на оваа комисија и уште еднаш да сочувствуваат со проблемите и на граѓаните и на стопанствениците. Ако толку многу се грижиме за стопанството, за индустријата, тогаш редно е на вакви конкретни проекти да ја покажеме нашата ангажираност и вложеност во проблемите на стопанствениците. Јас сум убеден, ако на седницата беше почитуваната министерка, како стопанственик, ќе имаше разбирање за овој проблем и ќе дадеше свој допринос во прифаќањето на амандманот или отпочнување на проектот кој што значи булеварско решение на сообраќајницата од Момин поток до индустријската, тоест до обиколницата во делот на индустријската зона Визбегово. Во текот на летниот период неколку пати лично јас поминував по таа сообраќајница и ви убедувам со еден мал захват што беше градежен на таа сообраќајница, едноставно се чекаше 30 на минути, а понекогаш и по 1 час за поминување на некој, не знам, километар или два од сообраќајницата. Така да не случајно е поднесен амандманот и не случајно на два пати се јавувам за збор, дискутирам и го образложувам значењето на прифаќањето на овој амандман, односно таа улица мора да биде булевар. Јас сум убеден дека ова барање граѓаните и стопанствениците го имаат упатено и до локалните самоуправи и до градоначалникот на град Скопје, но верувајте дека ако градоначалникот на град Скопје го нема ставено во програма, а го нема ставено, мора тука да во пресред излезе Министерството за финансии, ние како матична комисија и го решиме овој проблем. Овој не е поединечен, индивидуален проблем на ниту еден граѓанин, ова е проблем на целата индустријска зона Визбегово, во која што има сериозен број на индустријски капацитети. Уште еднаш ве замолувам, почитувани колеги од мнозинството, да сериозно ја сватите, вака кажано фигуративно, сериозноста на овој проблем и излеземе во пресред на стопанствениците. Ви благодарам.